Општина Кочани, основното училиште Кирил и Методи денеска беа домакини на Олимписки ден, што традиционално се организира секоја година во различен град. На настанот во холот на училиштето се наградија најдобрите ученици кои учествуваа во ликовниот, односно литературен конкурс. За да ги угостиме, организиравме литературен конкурс и ликовен конкурс, каде што учениците твореа со своји творби. Од нив се одбраа најдобрите, тоа се трето место за најдобра литературна творба доби Алек Велков, второ место за најдобра творба доби Мартина Груевска и за најдобра творба прво место беше одберена творбата на Моника Јакимова. Освен конкурс за литературни творби се спроведе и ликовен конкурс, како што преска нагласив, и тоа за најдобри беа одберени Милана Пантова, Деја Димитрова, Ангела Данилова и Стефан Коцев. Преполна беше и спортската сала Сашо Лазарев Чапо, каде се организираа мали олимписки игри. Председателот на Македонскиот олимписки комитет изрази големо задоволство и од посетата и од приемот во Кучани, како град со богата спортска историја. Кочани има богата спортска традиција. Јас знам уште од времето од овој град е нашиот доаен спортски, за жал сега починат нас, тој е синоним за македонското борење и за многу олимписки успеси, меѓутоа ќе се сетам и на фантастичните времења на Кочани Деликатес, која што навистина оваа сала тука јас бев тогаш председател на кошаркарскиот клуб Работнички, сите можевме да ги победиме, ама Кочани никако. Кога год сме дошле тука, секогаш сме загубиле и немаме ни една победа. Се можеби единствениот град кој што останал непоразен од кошаркарскиот клуб Работнички е токму Кочани. Тоа знам дека имаше многу енергија, многу ентузијазам. Делегацијата од Македонскиот олимписки комитет, предводена од председателот, беше примена и од градоначалникот на општина Кучани Љупчо Папазов.